Пратениците на Европскиот фронт не се согласуваат со измената на законот за употребата на јазиците, со кој инспекторатот ќе биде под надлежност на Министерството за правда. Ова е штетен чекор на власта, рече Рина Ајдари од Европскиот фронт, која додаде дека отстранувањето на статусот на правно лице има за цел да се тргне независноста и да се наруши заштитата на јазичните права. Ky ndryshim që po tentohet me çdo kusht të kalohet nga shumica parlamentare, ka pasoja të drejtë për drejta mbi qytetarët sepse do të zvogloj mundësinë për të mbajtur përgjegjës ata që shkelin ligjin për përdorimin e gjuhëve në vend. Në vend që të avansohet, ky propozim na rikthen në një sistem të centralizuar dhe të pashpresë. Антонио Милошовски од ВМРО-ДПМН рече дека овој закон нема тенденција да се нарушат некои права на употребата на јазиците, туку дека тоа се прави согласно законот за органите на државната управа, кој беше донесен минатата година и тоа заедно со гласовите на ДУИ. Ова е препорака од реформската агенда на Европската унија за намалување на органите на државната управа, а исто таков закон ќе се носи и за инспекторатот за македонски јазик, рече тој. Иако некој сака да го представи како етнополитичка тема, ова прашање е реформска тема која што е усогласување со актуелното законодавство и со повисокиот надреден закон за органи на државна управа кој што бил изгласан со 88 пратеници од парламентарното мнозинство и пратеничката група од ДУИ. Ниеден инспекторат не е иземен од реформската агенда која што ни е побарана од Европската комисија. Сепак ова не ги смири пратениците на Европскиот фронт и побараа законот да се повлече, бидејќи, како што беше истакнато, тој секако немал да биде донесен со оглед на тоа што го нема Бадентеровото мнозинство за гласање.